Се правеа канализации, се копаа улици, но водата при поројни дождови повторно им прави проблем на жителите на улицата Роза Петрова. Велат очекувале дека со интервенирањето ќе се реши проблемот, но резултати нема. Овај проблем е од како сме се насалили тоа 30 години. Ама ај реши оваа година да го прават. Не оваа веќе 2015-2014. Направија. Ама, по мое, и вие ќе видите дека ништо не е направено. Во ние на шахта не улава вода. Може да се види на лице место. Него тоа споруваме. А јас лично од дома не може да излезам ни на десно, ни на лево. На две улици сум, што сум покриен од ни на таму не може да излезам. И сега ние се жалиме, они викат направиме. А ние гледаме дека не е направено. И сега не знам што е работата, те може да се види. И не знаеме веќе дека се жалиме. Ето и комшијата од собранието, кажувај да се стават решети од крај до крај да збира целата вода. Меѓутоа не е направено. И што ќе се правите, видете на лице место, снимајте, видете, преку улезе, преку сите дворове, преку куќата надолу, излезе на нас комшијата, цена и овај. И они, не викате на помош, секој дош, дојдете да правиме работа. И мислам, таа е тешко, тоа не е за еден ден, да еден ќе го издржиме. Али тоа е нон-стоп, на секој дош. Захтеваме да се стават решетки на бел камен, водата што спаѓа од Дрчевик, една, и на улицата Бел камен. Да се стават две решетки за да се реши овај проблем. Јас пред 10 минути заминав, може да снимат и снимателите, заминав до продавницата да идам, до дома кондурите ми беа полни вода. Тачно на овај премина, оваа раскрсница, корекција треба да дојдат да направат решетка да се стават. И од локалната самоуправа требаше да дојдат луѓе да разговарат со населението кај е најголемиот проблем. На кои точки за да луѓето што работија и стварно работија, меѓутоа еве се гледајќи, снимате и ќе видите колку се постигна ефектот од самата работа што работија луѓето. Сличен е проблемот и на жителите на улицата Страшо Ербапче, кога цели камења носи водата која се слева по улицата. Жителите и на двете улици велат дека и во случај да престанат дождовите, водата, бидејќи количински е многу, останува на улицата и по неколку дена, а во случај на поројни дождови кои траат подолг период, само жителите знаат како ја излекуваат водата од своите домови. Неопходно е брза реакција од властите и итно решавање на проблемот.